Најнапред би сакал да поразговараме за оние фамозни вучери во спортот, кои што ги делат и се предмет на многу дискусии не само на социјалните мрежи, туку и бидејќи и јас и вие се движиме во спортски кругови и предмет на дискусии во спортските кругови помеѓу клубовите, спортистите, тренерите, ваучери спортски како еден од можеби и најкоруптивните проекти на власта. Зошто? Добро, мислам дека можеме да забележиме дека на сите нивоа корупцијата цвета, од она што може да ослушнеме од предните говорници, државата плански и структурно на секој ниво се настрои. Она што кажавте вие, ваучерот е наменет и е направен исклучиво за корупција, исклучиво да се дава на клубови и поединци кои што се под нивна контрола, нивни пријатели, нивни сопатници ги наречам, и она што е најтрагично е што се искористуваат и имаме клубови и примери кај што на пример имате фиктивен клуб кај што воопшто нема членови тој клуб, имаме примери каде што на пример имаме клуб во кој што нема полнолетни членови, значи сите се малолетни дечиња. Не е професионален, Па не може ваучерот по закон се додели по закон, може додели на членови кои што или на клубови кои што немаат полнолетни членови. Значи во самиот старт се коси со законот, тоа исто кога да собереме ние двајца да направиме клуб, да собереме 15 дечиња од било која возраст, 13 години, и да после една година побараме ваучери, ќе биде доделен тој ваучер, доколку познавате одредени луѓе во агенцијата за млади, познавате одредени луѓе во владата кои што телефонски повик ќе се јават, и ако има комисија за доделување на ваучери, сепак таа комисија е само проформа таму, таа комисија буквално не работи ништо и се доделуваат ваучери кои што по нивниот правилник кој што го донесоа они, после една година од постоењето на клубот може да барате ваучери, меѓутоа ние имаме ситуации каде што се даваат ваучери на клубови кои што се формираат и после 3-4 месеци поднесуваат за ваучер и го добиваат тој ваучер. Друга страна е што компаниите кои што прифаќаат да го реализираат тој ваучер, го реализираат со така наречено 50-50, јас ќе го реализирам ваучерот, меѓутоа вие ќе извадите парите од сметка и ќе ми ги дадете назад, така да тоа е една ваучер генерално една доста паметно за коруптивно смислена една алатка која што ќе може да се влечат пари, да се цицаат пари и да едноставно спортот и спортистите и клубовите и репрезентациите и федерациите бидат оние најпогодени. Ви имате федерации кои што на нив тоа им одговара затоа што се фиктивни, меѓутоа оние вистинските федерации, оние вистински спортисти кои што зависат од тој ваучер и од таа помош се најпогодени. И морам да кажам вака и во јавност дека се повеќе федерации приоѓаат, се повеќе федерации поднесуваат документи со кои што го докажуваат тоа, и морам да напоменам дека по формирањето на новата влада ние ќе инсистираме, или јас ќе инсистирам да има одговорност за сите оние кои што ставиле рака на спортот и го искористиле спортот, искористиле чистината на спортот како еден столб на едно здраво општество за да се обогатат или да обогатат своји пријатели или своји партиски членови. Така да ќе инсистираме на одговорност и ќе биде детално испитан секој случај по промената на власт. Јас и вие познаваме неколку сведоштва каде што голем број на челници на клубовите им било пристапено, им била побарана половина од сумата од страна на луѓе кои што се блиски до одредени структури во власта, така да и тоа треба, еве ги охрабрувам уште еднаш истите луѓе да своевремено кога ќе настапат честни луѓе во институциите да пријават и тоа да биде подоцна предмет на сериозни истраги кои што треба да ја вратат повторно во нормална спортска политика, но не политика за коруптивни сделки, туку спортска политика за напредување на спортот. Она кое што ние изминативе неколку месеци, но и повеќе од година дена го говоревме, тоа е неколку итни реформи кои што треба да се направат во спортот, а морам да напоменам дека одредени успеси кои што сега ги гледаме и ги славиме ние како држави, како граѓани, се резултат на макотрпна работа, можеби повеќе од една деценија на претходна влада и претходно функционирање на институциите.
неопходен е закон за спорт, нов закон за спорт и се повеќе од луѓето, од спортистите, од челниците, менаџментите на клубовите и федерациите го бараат. Што треба конкретно да содржи? Па добро, ние веќе спремаме нов закон за спорт, кој што реално овој ваучерски систем во првиот момент ќе го остави да функционира се до имплементирањето и донесувањето на новиот закон, меѓутоа генерално новиот закон за спорт треба да на компаниите кои што сакаат да вложат во спортот им даде едно даночно олеснување за бројката и процентот во иднина или во блиски иднина ќе се пожарконски речено со професор Трекоставски ќе се бориме јас ќе се борам да бидам што поголем процентот, тој веројатно ќе се бори да биде што помал, меѓутоа треба да најдеме заедничко решение кое што вистински биде помош и за спортот и за оние стопанственици кои што сакаат наместо да го платат својот данок во државата да бидат ослободени и да инвестираат во спорт. Тоа е еден од оние мерките, кои што треба да ги содржи законот. Втора, ајде да кажам, подмерка е да се најде на некоја финансиска институција, сега има во Агенцијата за млади и спорт финансиска институција или инспекција која што треба да ги контролира сите тие работи, меѓутоа сме сведоци дека таа е минимизирана и ставена дури и да не постои. Повеќето спортисти, спортски работници, клубови не знаат дека во агенцијата постои инспекторат кој што ги има истите овластувања како и финансовата полиција. Меѓутоа ние ќе пробаме да најдеме еден нов модел кој што ќе се стави во една рамка цело на ослободување од данок, да не дојде до злоупотреба и да вистински отидат парите на местата каде што навистина им е потребна помош. Значи ние ќе се залагаме за отчетност, за честност и за вистинските пари и парите да отидат на вистинските места. Значи да не ја шириме, да не спомнам дека овој закон сега не е ни валиден, затоа што по консултација со доста повеќе правници, секој закон во кој што интервенирано повеќе од 10-15 пати не е валиден и секој оној кој што може или сака или ја охрабрувам да оди на суд со таа теза, сигурно дека ќе го добие. Меѓутоа тоа е тоа, видовме дека и претходниот директор Каевски и сегашниот Мојсовски буквално ништо не превземаат за овие 4 години за барем да се направи некоја рамка во која што ќе можат сите оние да се спортисти или спортски федерации чувствуваат сигурно и да барем парите дојдат во вистински раце. Видовме дека доста коруптивни сделки излегува за Дарко Каевски, гледаме дека Наумче Мојсовски како нов директор 200 дена, околу 200-300 дена е апсолутно никаде го нема, се состанува со некои невладини организации, со некои работи кои што буквално не се суштински за кои што е поставен таму да ги работи, така да ако ја расшириме оваа тема за корупција, за неработење, можеме да останеме уште 2 часа тука да дебатираме, меѓутоа суштински малите или она фрлање, она што ние ќе го нудиме и она што треба да се обрне внимание е ова што се го напомнам. Сена се значи овој закон треба да биде на столб на национална стратегија за спорт која што ја имаме разговарано јас и вие, која што треба подоцна да ни се исплати како што сега не се исплати ракометната стратегија, фудбалската стратегија, каде што нижеме успеси. Настрана тоа има еден проект кој што сме го разговарале повеќе пати, тоа е проектот Спортски дена, кој што треба финансиски да го стабилизира спортот, односно да за жал не згаснуваат и не пропаѓаат клубови се повеќе како што сега е пример од спортски причини, од финансиски причини. Иако имаат желба за спорт, тоа е клубот Вардар, знаеме како заврши во втората лига, иако едно обележие на фудбалот во Република Македонија во градот. Што треба да содржи проектот Спортски денар? За овој Спортски денар дебатиравме и разговаравме и повеќе пати се гледавме и успеавме да го извлечеме тој Спортски денар нели од касата на државата. Меѓутоа да оди во спортот. Спортскиот денар е едно решение кое што ќе се искористи на парламентарните избори, го понудивме, меѓутоа сега ќе го измодифицираме малку. Ќе се служи тој еден денар од нафтените, од малопродажбата на нафтените деривати да се слеваат во посебен фонд, тоа е околу 13 до 15 милиони евра, кои што ќе се слеваат во посебен фонд. Тој фонд кој се користи најпрво ќе се користи во промоција или поддршка на млади талентирани спортисти,
градење на постоечка инфраструктура, градење на нова инфраструктура и одржување на постоечката инфраструктура, што ќе каже ќе обратиме внимание на три сегменти кои што ќе се важни за спортот, затоа што во овој дел каде што ги разгледуваме и проектите кои што сакаме да ги ставиме во програмата и за локалните избори, обрнуваме внимание да бидат тоа проекти кои што ќе бидат само издржливи, затоа што е лесно да направите проект, меѓутоа потешко е да го одржувате, затоа што тој креира трошкови, ни една општина, ни една федерација не сака да ги земе и затоа остануваат запуштени, затоа пропаѓаат објекти кои што се вложени повеќе милиони евра. Ние сакаме тој момент да го запазиме и да бидат само одржливи или да бидат еден минимален трошок да имаат импакт дали за државата, дали ќе биде тоа за општината. Ние се залагаме за поголема децентрализација и да се ги земат сите тие објекти општините, во кои што ќе се ствараат млади школи, кои што секоја општина ќе понуди на дечињата до одредена возраст, кои што не можат да си приуштат да платат за дола во приrodни школи бесплатно, да ја користат таа сала, ќе се направат паралелки во сите спортови, кои што реално имаме едно општество, живееме на големо желење во едно општество кој што не многу родители и многу семејства можат да си приуштат да ги пратат своите дечиња во приrodни школи, ќе направиме една убава приказна каде што и општините и граѓаните кои што се најбитни во овој момент ќе имаат една крајна цел од тие објекти или крајниот ефект ќе го осетат тие, затоа што не е малце, верувате, да едно семејство колку има две дечиња, за секој дете треба да одвои по 1000 денари. Тоа се сосема солидна сума која што нема потреба да се даде ако не мора. После на тие 2000 денари кои се додадат уште околу 200 евра кои што треба 12.000-13 да ја купите опремата на своите дечиња, па секое патување да го финансирате вие или секое патување надвор од Македонија од градот го финансирате вие. Тоа е една сериозна сума за едно семејство кое што просечно заработува, не знам ни колку е просечна плата, 20.000 денари, 27.000 денари, кои што верувам дека 90% одат за трошкови за струја, за вода и за сите оние основни потреби. Така да ќе пробаме сите тие работи да исклопиме во едно, меѓутоа пак ќе повторам, ќе се трудиме да има минимум корупција, да сите тие крајни бенефит видат граѓаните, тоест луѓето кои што ги користат тие сали, во минатото се направија навистина многу сали, меѓутоа се дадоа на погрешни луѓе да ги стопанисуваат, тие луѓе од своји лукративни причини ги издаваат, ги реинвестираат. Мислам, еве пример да се надоврзам на оваа тема е последново земање под концесија на Македонскиот олимписки комитет на салата Јане Сандански. Јас како спортист, не ми е јасно со која цел Македонскиот олимписки комитет закупува сала на 30 години. Не ми е јасно, не можам да го разберам тој момент. Бидејќи навлеговте во темата која што сакам. Не, мене ми е јасно, меѓутоа малце бев ироничен. Да им објасниме на граѓаните заедно. Свесни сме што се случуваше со изборот на председател на Македонски олимписки комитет. Свесни сме кој е избран за председател, свесни сме кои беа кандидатите и како избран. Нормално таму е сега Даниел Димевски, тој е човекот кој што е кривично гонет од страна на обвинителството и има од антикорупцијската указ дека сторил одредено кривично дело со спортски терени кај Кале, да. И истиот тој човек, откако седна како прв советник на Заев во столчата на председател на Олимпискиот комитет, сега се обидува да ја земе под свое и спортската сала Јане Сандански, која што е јавно-приватно партнерство од страна на друг човек кој што го направил. Не се, очигледно е дека лични се целите кои што сака да ги оствари, но има и одредени претходно еве конкретно за против кандидатот кој што беше на Димевски, тоа е една господја председателка чин на Атлетска федерација, да, каде што самата на себе како председател на Совет за спорт на Атлетската федерација си префрлала стотици илјади евра во неколку години, што значи дека има сериозен судир на интереси. Така да очигледно е кои се луѓето кои што претходно ги споменавте двајцата директори на СДСМ во Агенцијата за млади спорт, очигледно е кои се луѓето кои што раководат со спортот во државата. Дали ќе има ревизија на сите
работени проекти, ревизија на целото работење на овие челни лица, но и на останатите во институциите поврзани со спортот и дали ќе сносат одговорност во иднина за да се тргнат политиката и коруптивните раце од спортот за да може да продолжат понатака идни генерации да градат спортски успеси. Политиката како никош до сега е замешана во спортот. Јас ќе кажам некои работи сега нема да ги дам конкретно, меѓутоа кога ќе дојде време ќе кажам со име и презиме точно. Значи вие имате на пример кај што еден премиер се јавува директно да одредени играчи не бидат во репрезентација. Имате примери каде што да речеме Даниел Димевски вчера беше олимпискиот ден или денот на олимпизмот каде што тој отиде во Ресен и донираше дури 6 топки. Да, 6 топки и луѓето остана фрапирани. Значи да соберете вие на ден на олимпизмот, да ги соберете сите тие дечиња и да направите една манифестација на крај да сите оние реквизити, топки, фудбали, баскети што сте си ги донели да си ги земете и да ги однесете, мислам дека е свес освен помош за спортот. Кажавте и вие, значи Даниел Димевски е еден доста коруптивен лик кој што има и пријава од антикорупцијска, има кривична пријава, меѓутоа тој си продолжи и гордо се представува како претседател на Олимпискиот комитет. Јас можам да повторам уште еднаш и да потврдам дека по промената на власта сигурно дека ќе има ревизија на се што е сработено во последните 4-5 години и ревизија на се што е она што има и минимум простор за сомнени што се однесува на мене, бидете сигурни дека доколку постои минимум кривично дело ќе бидат изведени пред лицето на правдата.